Здравейте и добре дойдохте в моят нов влог. Денес е среда. С нощта работя до много на работа, но денес морах да стана малко по-рано, zato ще има в обвръзки термини. Сега моментално чекам. Тук съм пред една аптека. Денес съм слободна. Планирах да снимам някои екстра видеа, zato što последно време много видеа за Германия ми барате и затоа ќе направам може би како серијал со некои работи што се поврзани со Германија, затоа што знам дека многу од вас имаат интереси да дојдат, да живеат, да работат тука, па затоа некои работи што мене ми помогнале може би ќе ви помогнат и вас. Исто така, денес сме 11 јули. Не, денес сме 10 јули. За може би 10 дена од прилика си одиме Македонија и како што знаете ќе бидеме таму еден месец, затоа што ова лето имаме свадба. Извинете ако зборувам многу тивко, нешто не можам, гласов ми е намален. Имам многу различни подготовки кои што треба да ги направиме. Имам исто термини, бјути термини, така да речем, направено. Во петок имам термин за избелување на зъбите. Тоа ќе оправам овде. После тоа планирам нешто да правам на косата, но не сум се уште одлучена. Јас имам бидено и плава, имам бидено и црвена погрешка, имам бидено со кна, со фарба, со се можно што постои. Но оваа боја ми е скоро како мојата природна коса и затоа не ја сакам најмногу. Сепак за невестинска фризура и такви работи е добро да имаш умбре, но може би некое кафено умбре, ќе ви оставам слики на што мислам. Не сум искрено сигурна дали тоа ќе го направам, но во секој случај ќе се стрижам. Морам малце да ја скратам, затоа што не сум стрижена многу долго време. Што планирам друго? Планирам да одам на хидратација за лице, за подобро ми стои шминката. Планирав да одам да правам ногти, педикир, маникир, ама за жал нема термин таму каде што сакав. Па затоа може би ќе правам сама. Да, тоа е тоа. Поглавните работи не се завршени. Кетеринг за дома имаме резервирано, фустан, музиката, има неколку различни пејачи, декорацијата дома ќе правиме јас, сестра ми и некои роднини наши. Скоро се. Може би има некои ситници. Денес треба ми стигне еден пакет во кој што имам порачано фустани од Шајн, како да се вика, затоа што имам други свадби, имам и крштевка, но не знам како ќе направиме, на кој ќе бидеме присутни, на кој не. Позитивно сум изненадена што се однесува до Шајн. Може би се сеќавате во едно од моите видеа каде што имам хол снимено. Ви кажав дека нема да купувам од таму, или нема барем за сега. Тој период помина, повторно порачав, но сакам да кажам, не можам да кажам баш се негативно, затоа што има и многу позитивни работи да се кажат. Има некои работи што се стварно убави, што не можете да ги најдете на друго место, доколку пак некои се, како да кажам, баш она ефтин материјал и слично. Во смисла, еднаш го носите, го перите и готов. Повеќе не е тоа. Во последно време гледам исто многу H&M, многу купуваат од H&M. Јас имам гучен кој што треба да го искористам. Пред да се одам Македонија, планирам да одам и до Даглас, затоа што ми треба парфем и некои кремови.
Мириса нещо неизгорено. Што кажав, имам многу работи за купување, така да во секој случај очекувајте хол од мене. Денес се јади пица. Не ме замерувајте, слабава ми уште. И ова повеќе не се издржува. Хол. Ми стигна еден пакет од Shine. Без малки на шопинг. Не баш малка, ама добро. Тука има една вода. Тоа не спаѓа. Значи, почнуваме одма да ви покажам. Ако нешто се слуша дека брчи, тоа е вентилаторот пред мен, затоа што не можам, премногу ми жежи. Значи, бев во TK Maxx, така да ви покажувам рандом, затоа што се ми измешано. Најпрво Sweet Shine дезодоранс. Прв пат го купувам. Ова не е моја, ова е на сестра ми, за локни. Да, тука има некој работи на еден, ќе ви кажувам. Чорапи. Потоа една матица, обична бела. Потоа, ова исто не е мое, но ќе ви покажам, затоа што сите работи ги имаме измешано заедно. Ова е маска за коса 3 во 1 од Elvital, ова е од сестра ми. Овие маски за лице се мои. Купих неколку, знаете, тие секогаш ги купувам. Претходните маски од претходното видео веќе ги потроших, затоа што секоја вечер ставам, скоро секоја вечер. Тука имам едно за хидратација. Потоа beauty mask, ова мислам што се прави како пена на лице и оваа црна маска, што вади црнки. Да пробаме дали тоа функционира. Потоа купивме две вакви спрејчина за Golden Glow. Ова е масло со светки. Премногу добар ефект остава на кожата, како да е сончана и со светки. И јас и сестра ми купивме по едно. После тоа имам многу видео за овој дезодоранс како крем од Nivea. Се обидов да го купив за да го испробам. Искрено не знам, до сега нема кој иска. Ова исто не е мој, нема ни капаче. Ова е транспарентен спреј за сонце, за заштита од сонце со 30 фактор. После тоа фарба, како што знаете, за во корен. Ви имам покажани во видео како се фарбам. Уште еден производ за сестра ми, таа има виткаена коса, па затоа и користи овие за локни, лосиони. Ова е исто незино, ова е Aqua Vasa спреј, вода за фиксирање на шминка исто така. Маскара нова. Еден темно кафеав спреј за израсток. Уште една маска за лице од Garnier за хидратација. Две вакви маливчина за веќе. Мислам дека во претходниот влог имавте. Овие се од Catrice. Овие најевтините. Се надевам на недостајстер, не, фала Богу.
Прв пат видов бронзер во стик, па тоа морав да го пробам, затоа што немам некој така што ми се допаѓа. Не прашувам колку потроши пари да искам. Ова е мојата омилена маска за убавина. И јас приметувам разлика. Не знам за другите, но кога ќе ја ставам оваа маска, кожата ми како од некој третман, искрено. Не е само хидратација, не знам. Мојот омилен шампон, кој што секогаш го користам. Еден фиксатор од NYX за шминка, затоа што е лето, ова е потребно нешто за фиксирање. Уште еден шампон. Ова исто не е мој, ова е мат крем за заштита од сонце со 50 фактор. Сестра ми стварно купила многу работи за заштита од сонце. Јас имам само еден спреј и тој не го користам. Ова е мојот крем неутропена, сите го знаат дека не го користам. Што ме следе? Уште еден крем за заштита за сонце. Браво, сестра. Ево го тој спреј што го купивме јас и сестра ми, што дава ефект на пипс и сончена кожа и светки. Истовремено ги делам работите, кои се мои, кои се нејзини. После тоа, мојата сестра се купи ново кесе од Steka Max. Зедов едни чорапи, уште едни чорапи шампион. Откако ги зедов овие, бевме во Нью Йоркер и таму ги најдов овие, така да разликата е таа, цената е иста. После тоа, да почнем малку со облека и купив овие шорцови од Steka Max. Овие се лесни и секако дводелни. Значи имате она како сукна ефект, ама пантолони. Овие кошта само 8 евра, не можете да верувате. Тоа е цената што ја платив, доколку оригинална цена не пишува затоа што нема етикета. Знаете дека во Steka Max се најдуваат сите оригинални работи на попуст. Еве едно блузенце, нормално бело, 13 евра. Плативме, доколку не пишува која била оригиналната цена. Потоа уште едни шорцови за во лето. Овие се фило, доколку... овие првите... Не знам за која марка се работи искрено. Stradivarius. Да, првите Stradivarius. Овие се фило, спортски. За овие плати 15 евра. Купив еден пудер за тело. Кошташе само 4 евра. Исто беше на попуст. Сестра ми се купи исто така чорапи. Купив еден plumping lip filler од Essence. Знаете, она да ви даде ефект како на пополнети усти, така нешто. Искрено, јас не верувам дека тоа може да биде, но ме интересира, може да пробаме. Зедов еден body scrub with collagen made in Korea, South. Еве како изгледа. Баш ме интересира како ова ќе функционира на мојата кожа. Уште едно моливче за вејки, никогаш доста, многу брзо се трошат. Зедов моливче за уста од NYX Professional Makeup. Јас го барав Nude
трафъл, како се вика, но сите беа продадени. Па затоа зедов капучино, но мислам дека исто така е многу добар. И нешто што најмногу ме израдува во овој шопинг е ова, што си го купив сама за себе. А тоа е обетки. Никогаш доста. Обожавам вакви обетки. Немате појма како прекрасно светот во живо. Овие се сребрени и пакувањето му е прекрасно. Како прстен за запрсување. Мастики. Ова беше баш на рандом шопинг. Но сепак се купив стварно добри работи. Единствено што ме интересира е сега мојот пакет од Shine. Да видим што тоа таму скрина. Имам порачано една порачка која ми ја поделија во 2 пакети. Ова е вториот пакет и помалиот пакет. Утре треба ми стигне уште едниот пакет. Има баш нешто интересни работи, сандалки, штикли, такви работи. Многу се радувам. И одвај чекам да дојде утре, за да можам да ви покажам што тоа се има. Сега правам кратка пауза, затоа што пицата ме чека, а потоа ви покажувам што тоа мене ми стигна од Shine. А сега ќе го тестираме ова мало чудо за зголемување на усни. Се надевам дека нема да ми потечат. Утре морам да станам во 6 и да одам на работа. Ова не се отвора. Тука, ќе сам да освртам, ви е покажано од какви усни се добива. Ако демек ќе бидат така означени, ајде баш ме интересира. Баш ме интересира. Никогаш не мислам дека ваква глупост јас можам да купам. 96% видлив ефект. Ајде да видиме. Еве како изгледа. Како лилјакова боја некако има. Јас сега го измив цело лице. Ги измив и устите. Малце лути. Гледате разлика? Вау! Ако ги зголемува ова, нема потреба од игли. Стално ќе се мачка. Кошташе околу 4 евра. Чувствувам некоја затегнатост. А сега дали изгледа резултат? Искрено како сум сморена. Не знам. Се зафркавам. Може и работи. Хол. Вчера бев Росман и купив, се разбира, некои бјути работи. Па може да почнеме да ви ги покажам. Не сите бјути работи, има и некои домајкински. Пример овие. Како воздушни перничина за во плакар, за убаво да ви мирисаат алиштата. Еве како изгледаат. Паковани се по 2. Средство за отстранување флеки.
Шминка, за боя, за храна, за всякакви нечистоти. Потоа купив исто пак од овие што се за избелување, затоа што приметив разлика во белите алишта. Мислам дека функционира. Тоа е тоа што се однесува до мајчински работи. Најпрвен имам една маска од Сајос со кератин. После тоа си купив нов четка за коса. Тука пишува алоe вера. Четка за нега на коса. Потоа ги купив овие soft pads од Исана. Тие се за отстранување на шминката околу очите. Ќе ви покажам. Изгледаат вака. И еве. И пример со тоа се отстранува шминката кај очите. Пишува дека нема никакви масла, дека се на природна база, на алоe вера и мицерална вода. После тоа купив еден гел за туширање. Ова е со ананас и кокос. Овошно мириса. Има така некој вајб. Опс, овде нешто ми се мири. Ова се има отворено, има истечено, само не знам како. Или воопшто не било затворено, не знам. После тоа купив еден лосион за тело со кренбери и ванила. Сите летни мириси ги обожавам. Купив неколку дезодоранси од овие истите што ги користам, Active Dry. Маска за хидратација од оваа марка што ми се допаѓа, што ви имам кажувано. Тука купив фарба за вејки. Исто Сајос. Го добивате овој сет вака. Има упатство. Како тоа се. После тоа купив паста за зъби. Крем кој што веќе го почна да користам. Ова е Nivea Vital крем, ноќна крема за регенерирање и хидрирање со калциум. Изгледа вака. Ја имам користено само една вечер, така да не знам што да кажам, дали функционира или не. Не беше баш ефтина. Кошташе околу, момент само да видам, 12,45 евра. Тоа е тоа што се однесува до Росман. Имам уште две работи од Avon. Најпрвен е овој парфем Incandescence, што може би веќе го имам спомнато, затоа што често го користам. Изгледа вака. Исто го има и во топче. Право мириса. И еден крем за раце, тоа го добив гратис од жената каде што порачувам работи од Avon. Се ми мириса на лето, плажа и коктели. Да, тоа е тоа што се однесува до мојот хол. Сега ќе пробам да си ги фарбам вејките. Се надевам дека ќе успеам, но најпрвен да го расчистам овој хаос околу мене. Yes!
što mi treba je samo jedno ogledalce. Znači, najprvi, zato što sad imam boje na, vidite, tja odstranim. Kako mi se poznava, така тук nemam pudra. Koliko sam bila? 10 kapki hidrogen. 4, 5, 6, 7, 8. I sestava 1 gram od boят. Има 10, znači malo. Прилека ставам. Ево вака. Се надевам точно го правим, се надевам нема да ми бидат жолти. Сега ставаме со четче. Не знам дали ова вака се прави, а зашто служи ова? Да ставим. За случайно да не ми остане боя. И сега трябва да чакам 5 минути и да видим резултат. Сега го едитирам моят влог и видов дека повеќе има хол отколку што има влог, но нема врска, знам дека вие сакате да гледате и тоа. Па така имате комбинација. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, subscribe, пишете ми в коментар што сакате следно да гледате. Јас имам некои други видеа во план, па така да се гледаме наскоро со нешто друго. Ви посакувам се најдобро и се гледаме. Чао!